Пробиштип се подготвува за денот на рударите, нивната заштитничка успение на Пресвета Богородица. Рударскиот град на истокот повторно ќе заживее. Денес со свечена седница, доделување награди на најдобрите, обраќање на првиот човек на општината Тони Тоневски и со присуство на долгогодишните соработници од малото рударско градче во Србија, Горни Милановац, празникот започна да се чествува. Последиците од затворањето на рудникот беа причината оваа година да важи за една од потешките за градот и граѓаните. Но со доаѓањето на новиот концесионер и со повторното рестартирање на рудникот, во Пробиштип ќе изгрее ново сонце. На големо задоволство, а со огромна поддршка од владата на Република Македонија, рудникот веќе има нов концесионер, компанијата Булмак 2016 година, од Бугарија, на која во оваа прилика сакам уште еднаш да им посакам топло добре дојде во Пробиштип и искрени желби за успеси и развој на рудниците, а со тоа и развој на градот. Ме радува што веќе започнаа и првите вработувања. Во овој момент во рудникот се вработени повеќе од 100 лица, а според најавите од концесионерот, многу брзо оваа бројка значително ќе се зголемува. Во изминатите години оформивме 4 нови индустријски зони во кои веќе се изградија и успешно работат повеќе производствени и индустријски капацитети. Први кораци сарадње су кренули тако што су Првите чекори на соработка тргнаа кога рударите од општина Пробиштип дојдоа да работат во Горни Милановац на планината Рудник. И оттаму започнавме со оваа соработка, која и во иднина ќе ја прошириме. Више да проширимо. Тоневски во своето излагање ги истакна најзначајните реализирани проекти за општината и околните населби. Тој рече дека и понатаму ќе продолжи со ваквото темпо на работа. За разлика од периодот до 2009, кога општината имаше собствен буџет во висина од околу 20 на милиони денари, собствениот буџет на општина Пробиштип за 2016 година е рекордни 200 милиони денари. До овој момент реализацијата на буџетот е околу 120 милиони денари или тоа е 60% реализација. Токму ова е причина за големиот број на завршени проекти, како и за проекти кои се во тек. За големи капитални инвестиции, за проекти чија имплементација значително го менува ликот на нашата општина. Само во делот на патната инфраструктура, во моментот општина Пробиштип вложува собствени средства во висина од над 1 милион евра. И тоа за изградба, односно асфалтирање на повеќе од 4000 метри улици. Општината се гордее и со високите постигнати резултати на учениците, студентите, професорите и спортистите. Добив благодарница за освоено прво место за 4-та година и второ место за 3-та година на државниот надпревар по биологија. Тоа ни се случува веќе втор пат нели. И оваа година освоив 2/3 награди математика и физика на државен надпревар. Мојата благодарница е од 3-то место на државен надпревар по биологија. По повод денот на рударите, пробиштипјани со свој настапи ќе ги удостојат познатите македонски музички имиња Елена Ристевска и Синтезис. Исто така е најавен почеток со работа на Пробиштипскиот рудник, потоа треба да се рестартира и Тораница, вториот рудник што го презеде бугарскиот Минстрој.